Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Визуелизација. Визуелизацијата е комбиниран мисловен процес, што е резултат на информациите на кои што секојдневно наидуваме и ги сортираме, дел од нив прифаќајќи ги како важни, а друг дел отфрлајќи ги како беззначајни. Умот го користи овој метод за да ги осмисли посакуваните цели и да ја прогнозира иднината. Ова е една од привилегиите што му се дадени единствено на човекот. Визуелизацијата има исклучителна важност и вредност како дел од суштинските решенија во секојдневниот живот. Без визуелизација, речиси, ниедна наука не би постоела. Визуелизацијата и имагинацијата не познаваат време и простор. За нив се е возможно. Сето она што е предмет на визуелизирање веднаш може да се почувствува преку умствениот процес, како веќе реализирано, и да ви користи како голема вештина во достигнување на целите, одвојувајќи ве од повеќе луѓе. Патот на визуелизацијата започнува од предмети, појава и дразби што се запишале во нас преку сетилата и се задржале во свеста како представи. Тоа е содржината на мислењето што не враќа назад, кон нешто познато во праксата, како критериум за вистините во визуелизирањето на идеите, целта и нивното реализирање. Без визуелизација светот не ќе постоеше, бидејќи се е создадено со нејзина помош. Погледнете околу себе, без разлика каде и да се наоѓате. За да бидат создадени изумите со кои што денес сите ние се служиме, била потребна силна визуелизација од оној кој ги создал или успел да ги пронајде. Ова е наједноставното објаснување, за да може да разберете колку е важна визуелизацијата за нас. Со неа ќе си помогнете себе си, ќе им помогнете на другите, па и на целиот свет. Нанодианетиката се темели на визуелизација. Оваа техника ја користеле речиси сите гениални научници кои со златни букви останале запишани во историјата на светот. Тоа се луѓето кои ги откриле сите научни теории и кои придонеле светот денес да биде таков каков што е. Тие се носителите и на оваа научна дисциплина и се најзаслужни за ова што денес научно се изградува и објавува. Со помош на тоа истражување е откриена и изложена формулата на нанодианетика за да може да ја примени секој човек на планетава. За кратко време, откако ќе започнете да ја применувате оваа техника, вам ќе ви изгледа вообичаено она што некогаш сте го доживувале необично. Доколку во моментов не го прифатите ова како сопствен начин на размислување, барем воздржете се од тоа да го критикувате. Визуелизацијата е техника што секој ја познава, но таа треба да се усоврши до перфекција, за да може како магнет да почне да привлекува и да го материјализира замисленото. Ако ви кажам само да визуелизирате нешто, вие ќе почувствувате дека сте го добиле тоа што сте го замислиле, исто како и кај оние кои реално го поседуваат она што вие го барате. Но доколку не превземете акција да го реализирате, тоа што сте го визуелизирале, таквото чувство ќе биде залудно и лажно. Само мал број луѓе можат да го материјализираат она што претходно го визуелизирале. Тие луѓе се научниците и истражувачите, кои во нивниот домен навлегле толку длабоко во материјата, така што за време на нивната визуелизација тие веќе биле до целта. Форд, Тесла и Ајнштајн постојано велеле: се излегува онака како што сум замислил, па затоа и постигнале толку голем успех. Од сите фактори на нанодианетиката најмоќна и најтемелна е силата на фантазијата. Таа е најконструктивна при градењето слика и материјализацијата на она што го замислуваме и кое може да почувствуваме дека вистински го имаме, дури и пред да ни се оствари. Секогаш треба да се визуелизира во сегашно време, како тоа што го бараме веќе да е остварено. Ова е потребно поради тоа што мозокот никогаш не прави разлика помеѓу она што си го замислуваме и сегашниот момент.
За мозокот, се што може да се замисли е во сегашно време. Ова можете веднаш да си го потврдите ако ги затворите очите и помислите дека јадете лимон. Вашите жлезди веднаш ќе започнат да лачат плунка во устата. Визуелизацијата предизвикува свесно програмирање за да се стигне до одредена цел. Како доказ, доволно е само да ги затвориме очите и да се фокусираме на слики со еротска содржина. Тие ќе го активираат биохемискиот процес во нервниот систем и тоа ќе предизвика сексуална возбуда независно од тоа што не постои реална сексуална причина. Во овој случај, визуелизацијата прави влијание на подсвеста дека тоа што го мислиме е вистина и дека се случува во сегашно време. Затоа подсвеста дава наредба на целиот нервен систем да се активира и да предизвика возбуда. Например, кога пред испит сте замислувале дека ќе знаете се, тоа и ви се случило. Спротивно на ова, дека поради стравот ќе ве обземе паника и покрај. Вашето знаење всушност не сте можеле да се искажете само заради стравот и паниката. Веднаш по напуштањето на местото каде што се одржува испитот, знаењето и одговорите ви се враќаат. Ако претходно сте визуализирале дека ги знаете одговорите на сите прашања, како професорот и вашите колеги ви честитаат на успехот, ќе се програмирате да немате страв и ќе постигнете успех. Потребно е претходно само да кажете «Јас положив», «Јас успеав». Ова може да го користите за се што ќе посакате. Ако сакате да најдете работа, да купите автомобил, да заработите пари или да ја пронајдете љубовта на вашиот живот, секогаш замислете дека веќе го имате тоа и вистински почувствувајте го. Визуелизацијата е способност за креација кај секој човек со чија помош може да ги замислува работите што му се случиле во минатото. Спротивно на тоа, имагинацијата е способност да се замислуваат работите што допрва треба да се случат. Се може да се замисли и да се креира, доколку добро се разбере тоа. Она пак, што не може да го визуализираме, е материјален одраз на она што и самите не можеме да го разбереме поради недостаток на ментални проекции. Токму поради тоа, кога човекот прави имагинација, потребно е да знае и да разграничи што е остварливо, а што неостварливо. Она што е реално, продолжува да го надградува со мисли, а она што не е го отфрла. Но треба да знаете дека најголемите изумители тешко се откажувале од неможното и од нереалното. Поради тоа денес ги уживаме нештата што тие ги создале благодарение на нивната истраеност. Многу научници на почеток биле прогласувани за луди, а подоцна со длабоко признание да бидат прогласени за иноватори на столетието и да им бидат доделени Нобелови награди или други престижни признанија. Не постои повисоко ниво на свесност од тоа да може да се замисли нешто на што доволно долго ќе се задржи мислата, додека квантните честички не го материјализираат тоа во форма на пронајдок. Имагинацијата е таа што одлучува дали желбата ќе биде прифатена или отфрлена. Ова е тесно поврзано со искуството, односно бројот на информациите што ги имаме на одредено поле. Не може некој доктор да стане успешен архитект, ниту пак архитект да стане доктор, ако во нас не постојат доволно информации на одредено поле, за кое ни се појавува желбата, таа желба мозокот веднаш ја отфрла како нереална. Тоа се случува бидејќи не може да се создаде комплетна слика за визуализација и имагинација без јасно дефинирана желба и без тоа нема да се побудат емоциите што се задолжени да ги активираат вербата и надежта. При визуализирањето внесете силни емоции и сите можни детали што ви се познати. И најситните поединости знаат да побудат силни емоции што ќе иницираат прифаќање на идејата од страна на подсвеста како да е вистинска и задолжителна за реализација. Идејата на визуализацијата всушност е да се побудат силни чувства и емоции кои ќе действуваат на прифаќање на желбата од страна на подсвеста. Со сите овие случувања подсвеста започнува процес на забрзано пребарување информации и дава безброј идејни решенија.
Претворете ги идеите во живот и однесувајте се кон нив кралски, бидејќи една од нив на вистина може да излезе кралица. Марк Ван Дорен. Секоја нова идеја ја зголемува полетноста и го избиструва визуализирањето на патот до секоја замислена цел. За да се постигнат брзи и целосни резултати, секогаш употребувајте ментални слики во сегашно време, како веќе да сте ги стекнале саканите особини и резултати. Пронајдете се себе си во реализираната состојба. Визуализацијата ќе поттикне голема енергија за правење комбинации од мисли и тоа ќе ве доведе до неверојатна состојба на умот. Во ваква состојба ќе се почувствувате силно и незапирливо, па нема да постои проблем или ситуација кои што нема да бидат лесно решливи. Визуализацијата ја користи секој човек во текот на целиот живот. Токму затоа може да се каже дека годините немаат влијание врз служењето со визуализацијата или дека таквото влијание е сведено само на различно искуство што се стекнува со текот на времето. Секогаш кога визуализирате и создавате креативни ментални слики, нека биде само она што сакате да го добиете, а не да се мисли на она од што сакате да се ослободите. Пример, ако имате вишок килограми, не мислете како изгледате сега, туку како ќе изгледате по некое време. Ниту една голема идеја на овој свет не била создадена, ниту пак може да се создаде, доколку не постои имагинација и визуализација. Верба. За оние кои веруваат, ниеден доказ не е потребен. За оние кои не веруваат, ниеден доказ не е доволен. Непознат автор. Од сите оние работи што сме ги посакале во животот, ни се оствариле само оние во кои силно сме поверувале. Законот на вербата, проткаен со молитва, делува во сите религии на светот и е причина која ја потврдува нивната вистинитост. Секој човек е само она што размислува, чувствува и верува дека е. Ништо повеќе. Се што ќе посакате, може да го добиете кога ќе се соедините со вашата верба, како да сте едно. Тајната на секој успех е во верувањето дека целта постоела и пред да се оствари и дека до неа може да се дојде на сигурен начин. Постојаноста на вербата се темели на упорноста и таа не го познава зборот откажување. Вербата е поголема кај оној човек кој верува дека ниедно искушение нема моќ врз него. Таа сите искушенија и привидни порази ги претвора во победи, од нив ги зема најдобрите поуки и преку нив расте и се надградува, се до остварувањето на крајната цел. Вербата треба да ја усвоите како квалитет што го поседувате. Со применување на дефинираност на целта, тоа нешто ќе расте со огромна брзина, за да го оствари тоа што го посакувате. Вербата никогаш нема да ве изневери се додека верувате во неа и ја храните со позитивно организирани мисли. Кога ќе ги снема вербата и надежта, тогаш престанува да постои и желбата. Доколку се случи мислата да престане да постои, тогаш и светот не би постоел. Длабоката и силна верба во нагонот за опстанок секогаш може да ве извлече и од најголемото зло. Кога ќе ве допре вербата, и во вас ќе разбуди надежта, за што и да е, тоа никогаш повеќе нема да биде исто. Тогаш вашиот ум ќе добие сила да оствари се што ќе посакате. Вербата секогаш се грижи за вас. Таа ви дава сила и во најтешките моменти, да немате чувство на страв и воопшто да не знаете за него, туку само за остварување на целта што сте ја замислиле. Тогаш ќе бидете посилни од стравот, очајот и неуспехот доколку се исполните со силна верба. Она во што верувате создава слики во вашиот ум. Колку почесто ги гледате тие слики, толку е поголема можноста вистински да поверувате во нив. Кога вие свесно ќе поверувате, тогаш со истите емоции што сте ги почувствувале, подсвеста ќе ги превземе од свеста и ќе ги прифати во целост како задача што безусловно мора да ја изврши. Вербата представува напор на волјата и затоа поголем дел од луѓето полесно подлегнуваат на стравот отколку да веруваат
и заради тоа се претвораат во губитници. Со ваквото чувство, тие ја убиваат вербата во себе и ја намалуваат незината активност за на крајот стравот целосно да ги совлада. Кога се плашите од најлошото, несвесни сте дека работите на собствена штета и дека лошото ви се враќа со иста мера. Секогаш кога верувате во себе, и другите ќе поверуваат во вас. Само еден човек да поверува во вашата верба, вие сте на патот до целта што сте ја замислиле. Иста ситуација е и кога подсвеста ќе и поверува на свеста. Затоа се вели дека кога двајца ќе поверуваат во нешто, тоа ќе се оствари па колку и да изгледа невозможно. Секоја цел и резултат постигнат со верба не е дело на она во што се верува, туку е дело на самото верување. Кога нешто се посакува со голема верба, пропратено со силна надеж и искристализирано во мислите како јасна слика, се добива тоа или нешто еквивалентно на него. Мал е бројот на успесите што не можат да се добијат со верба. Токму затоа, се што човекот може да замисли и со верба да посака, тоа и ќе му се оствари. За вербата не постои нешто невозможно. За неа се е возможно. Сторете го и вие тоа што го прави вербата. Исфрлете го зборот невозможно од вашиот речник и секогаш гледайте напред. Барајте го решението во следниот чекор, во иднината, а не во минатото. Бидете опуштени и смирени и не откажувајте се. Секогаш барајте ги најдобрите решенија. Вербата во себе секогаш носи вистина со цврст став. Таа не прифаќа порази. Победите на вербата се секаде околу вас. Вистината на верувањето е дека секогаш сме поголеми од сите наши проблеми, непријатни настани, тешкотии и искушенија. Позитивниот став кон вербата ќе ви издигне толку високо, зашто не сте ни сонувале. Само така ќе започнат да се случуваат чуда во вашиот живот. Ќе се издигнете над проблемите и искушенијата со кои што се среќавате, па ќе живеете со нив без да ве оптоваруваат се додека не ги надминете. Не трудете се да ги надминете своите современици или претходници. Обидете се да се надминете себе си. Вилијам Фокнер. Кога во животот ќе сретнете успешен човек, благословете го и радувајте се на неговите успеси. Со јасно сознание, помислете дека тие успеси се наменети токму за него, а верувајте дека и вашиот успех, било на деловен или на приватен план, едноставно ве чека за даголот. Само со ваква верба и размислување нема да ја блокирате енергијата од успешните луѓе кои ги среќавате во животот. Со ваков начин на размислување, на вашиот мозок му велите, тој е успешен, нека биде уште поуспешен, и јас сум успешен. Вашата подсвест тоа го прифаќа буквално и го разбира како да се однесува лично за вас. Јас сум успешен. Од тој момент, таа настојува да го оствари тоа, ставајќи во игра безброј комбинации на мисли за да ја постигне целта. Воспротивно, доколку го негирате неговиот успех, вашиот мозок разбира дека не треба да бидете таков и со сите комбинации што му се на располагање ве блокира за да не станете како него. Ова е наједноставниот закон за привлечност, развиен кај човекот и тој секогаш и секаде функционира кај сите подеднакво. Вербата во успехот е половина успех. В. Петровиќ. Она во што верувате неминовно ќе се појави. Доколку точно знаете што сакате, и ако доволно силно го посакувате тоа, така што можете постојано да го визуализирате кога и да помислите на него, тогаш сигурно ќе го добиете. Сите различно сонуваме и секој има свој начин на верување. Секогаш е потребно да верувате онака како што самите знаете и умеете. Со своето верување ги елиминирате сите облици на сомнеж, при што хемијата на милиарди клетки, поттикната од вербата, ги повикува сите исти или слични работи во ваша полза, правејќи директна врска со универзалната интелигенција. Оваа поврзаност се вика закон на привлечност на универзалната енергија. Единствено вербата прва инстинктивно им се спротивставува на поразите. Таа секогаш ја следи волјата во секоја ситуација кога станува збор за опстанок и подобар живот.
Вербата е ваш сигурен водич кон успехот и кога во нешто искрено верувате, вие сте надмоќни и непобедливи. Сите наши досегашни успеси и целиот свет се резултат на вербата во нив. Без разлика колку и да сте имале негативен став кон нешто, ако поверувате дека можете да го смените тоа и ќе се случи. И да сте биле најлош говорник, тоа ќе го промените со постојана верба и тренинг на позитивна афирмација. Кога еднаш ќе прифатите дека се е можно и дека се е реалност, веќе сте ја промениле лошата навика. Доволно е само да верувате во себе, решително и непоколебливо да го правите она во што верувате. Така, порано или подоцна ќе постигнете јасност во зборувањето, уверливо и самоуверено ќе настапувате пред публика со многу поголема самодоверба, со што ќе привлекувате повеќе внимание. Оваа виштина би било добро да ја усовршите преку вербата во себе, а тоа ќе ви помогне да успеете на секое поле, на работа, во семејниот и во приватниот живот. Вербата ќе ги надмине сите ваши досегашни соништа. Пред легнување, повторете си: благодарам Господе, што ми даде верба да добијам се што ќе посакам. Се ми се остварува токму како што сум замислил. Надеж. Секој успех е триумф на упорноста. Сигмунд Граф. Човекот се надева додека е жив, дури и кога ќе изгуби секаква верба. Вербата секогаш ја повикува надежта кога желбата е најтешко остварлива. Во секој човек постои едно сонце кое зрачи со нежна светлина и кое е стимул за целиот наш напредок. Тоа сонце се вика надеж. Сите изуми и пронајдоци на светот од првиот до последниот се зачнати со мисла и со надеж за поедноставување на животот. Кога сонцето изгрева, надежта ги буди птиците и тие започнуваат со својата милозвучна природна симфонија како поттик за целиот жив свет во текот на денот. Птиците добро знаат, чувствуваат кога денот ќе биде убав, затоа кога врне се скриени и го чекаат својот нареден лет. Сонцето е надежта која секое утро се појавува дури и да не сакаме, а птиците се верба што го чека неговото изгревање. Секогаш кога ја нема надежта, вербата мирува и чека, исто како и птиците кои чекаат да помине дождот, за потоа со симфонија да го објават доаѓањето на сонцето. Потоа целиот жив свет преминува во акција. Се буди и денот почнува со надеж за подобро утре. Ако ја слушаме природата на нашиот човечки инстинкт, таа секогаш ќе ни ги открие нашите сни што се проткаени со надеж и верба. Таа ќе не доведе до крајната цел што се разбудила во нашата фантазија со одлука за акција. Сето тоа е затворен круг. Во тој круг, колку појасно ја гледаме нашата цел, толку поблиску сме до неа, затоа што нашите мечти, преточени во мисла, не познаваат време и простор. Секој што ќе го осознае тоа ќе има стимул и безгранична енергија да дојде до секоја замислена цел. Колку е целта појасна во мислите, толку е помало временското ограничување да се дојде до неа. Работите се премногу едноставни, но човекот е тој што со своите мисли ги комплицира. Малку луѓе се подготвени да превземат одговорност, да ризикуваат и да бидат лидери. Способноста да се издржи и во најтешките ситуации е одлика на сите кои постигнале видни резултати. Ваквите луѓе имаат лидерски способности и секогаш го добиваат тоа што го посакуваат. Човекот може да преживее 40 дена без храна, 4 дена без вода, 4 минути без воздух, но само 4 секунди без надеж. Пример. Во Америка бил вршен експеримент врз глувци. Првиот ден од експериментот биле пуштени глувци во базен полн со вода. Првата група глувци се удавиле по 17-та минута. Втората група глувци биле пуштени во водата, но биле извадени од неа во 15-та минута. 3 месеци подоцна, истата група глувци повторно била пуштена во базенот, но овој пат издржале 38 часа.
Ова упатува на тоа дека надежта е премногу моќна и токму затоа толку веруваме во неа и во најтешките моменти од животот. Дури и тогаш ние се надеваме и веруваме во подобро утре. Барање со организирано планирање. За да изградите куќа, треба да имате подготвен план, но за да изградите добар живот, од уште поголема важност е да имате визија и план. Зиг Зиглар. Поголемиот дел од луѓето на планетава не знаат плански да го побараат тоа што го посакуваат. Ако кого било од нив прашате што сакаат, кои 3 желби ги посакуваат, тие ќе ви набројат: здравје, пари и љубов. Ако ги прашате дали имаат план како да го постигнат тоа, ќе ви речат: да знаев, немаше да го барам тоа, или пак ќе ве гледаат зачудувачки како да велат: сакате да си поигрувате со моите желби и чувства. Ако истото прашање го поставите на оној мал процент од луѓето на планетава кои се успешни во некоја област, ќе ви покажат таква прецизност на планирање што ќе останете вчудо невидени од тоа. Со плански и организацијски способности тие ја насочуваат енергијата таму каде што е потребна, па така создаваат успешна иднина. Јасната дефинираност на целта е најлесниот начин за определување на сопствената иднина. Најголемиот дел од луѓето не знаат да си поставуваат цел и да го дефинираат успехот, за да стигнат до неа преку надградување на идејата. Кога човекот нема план за остварување на целта во животот кај него, се раѓа чувство на апатија, која што ја подхранува гледајќи како сите околу него живеат на ист или на сличен начин. Овој тип луѓе чекаат некој друг да им каже како да станат успешни или другите да го постигнат успехот наместо нив. Само човекот може да ја пишува својата иднина со нанодианетика како што тој ја замислува и посакува, но треба да се нагласи дека никогаш не смее да го повреди правото на другите луѓе. Кога ја коваш сопствената среќа, не ги удирај ближните по прстите. М.Г. Ибн Зафир. За правилно да се служиме со техниката на нанодианетика, пред се треба да се ослободиме од минатото, зашто побрзо да започнеме да ја менуваме нашата иднина и да бидеме успешни на секое поле. Сите луѓе се паметни и секој може да се промени и да го испланира животот. Потребно е само да имаме силна верба во тоа што е во нас и што не води низ животот. Така, тоа ќе ни каже се што треба да направиме за да ја постигнеме целта. Подсвеста е оној дел од нас на кој секогаш со сигурност може да се повикаме. За да постигнете успех во животот, потребно е да знаете што сакате и да направите дефинираност на целта. Секогаш кога знаете каде одите, стигнувате на целта, но кога не знаете каде одите, без разлика каде да стигнете, секогаш ќе бидете на погрешно место. Не постои толку голем сон што не може да се оствари доколку правилно ги одредите посакувањата со кои секојдневно ќе го надградувате истиот. Јасно, до најситни детали замислете го успехот што сакате да го остварите и задржете ги тие мисли во облик на слика се додека не го остварите вашиот сон. Многубројни и од различна природа се проблемите со кои секој од нас се среќава во животот. Многу проблеми и тешки ситуации исчезнуваат сами по себе и така ги забораваме, но оние кои се навидум нерешливи треба да се разрешат со организирано планирање. Доколку со добро осмислен план се пристапи кон решавање на некој проблем, тој ќе исчезне како воопшто и да не постоел. Не смее да се изуми фактот дека еден проблем не треба и не смее да се препушта на случајно решение, туку дека секогаш треба да се има контрола над него. Во се што досега сте успеале, тоа сте го постигнале во согласност со целта и планот што ги привлекол можностите. Одеднаш ви надоаѓале идеи од сите страни и ниедна препрека не ве спречила. Понекогаш дури сте црпеле идеи од препреките и благодарение на нив патот ви бил појасен. Затоа треба да се радуваме на своите критичари и непријатели, бидејќи тие ни го осветлуваат патот и ни ја избиструваат целта. Пред да го посветиме
своето срце на постигањето на некоја цел, да проучиме колку се среќни тие што веќе ја достигнале таа цел. Франсоа Деларош Фуко. Никогаш не постојат ограничувања во остварувањето на некоја цел ако доволно долго и искрено се посакува тоа. Единствени ограничувања се оние кои вие самите ќе си ги наметнете. Секогаш имајте јасна цел и не отстапувајте од неа. Силно верувајте во себе, во она што го сакате, па нема да постои проблем што не може лесно да се надмине. Дури и самиот проблем ќе ви помогне да стигнете до решението. Најпрво, создавате една мисла, конкретизирајќи ја целта. Ако создадете слика за таа мисла, тогаш ова е вистински момент свеста и подсвеста да преминат во акција. Свеста ќе ја предаде мислата на подсвеста, која ќе тргне да го бара решението во целиот космос. Подсвеста ќе ги привлече сите можни решенија, па дури ќе бидете изненадени и помалку ќе се прекорувате што не сте побарале повеќе. Но не бидете алчни и не тагувајте. Потоа, направете прецизен план за остварување на вашата цел, но веднаш почнете со поттикнување на свеста. Од моментот кога ја имате првата мисла, да речеме, си поставувате цел да најдете работа и таа цел ја давате на подсвеста. Сега свеста треба да ја каже на подсвеста каква работа вие сакате, каде, за колкав надомест, во какви услови. Свеста треба да ја дефинира целта и да ја поедностави на подсвеста, за таа да не талка и да не дојде до конфузна состојба предизвикувајќи контраефект. Значи, сликовито кажано, овој процес се одвива така што од една мисла, атом, со додавање на уште неколку мисли, атоми, се создава креативно јадро, молекул, кое со голема брзина се надградува за реализирање конкретна цел, ткиво. Ова се вика организирано планирање. За да научиме како мозокот го прави ова, потребна е едноставна обука која тој ја прифаќа како навика и ја употребува како инстинкт. Во еден момент таа хемија ќе ве доведе до состојба што сте ја доживеале кога сте знаеле дека нешто ќе ви се исполни. Тогаш чувството е прекрасно. Кога еднаш ќе ја усвоите оваа техника, ќе ја применувате на сите полиња. Затоа, имајте план и дефинираност на целта и ослободете се од грижите. Уште при првиот момент кога сте ја префрлиле желбата од свесниот во подсвесниот ум, тој ќе започне да бара податоци во сите своји банки на информации, па сам ќе ви понуди план за соодветно решение. Предлозите за решението ќе пристигнуваат постојано, и дење и ноќе, но најчесто во текот на ноќта. Потребно е да ја запишувате секоја идеја, бидејќи често доаѓаат бранови од идеи кои не се враќаат доколку ви избегаат. Впрочем, и Хераклит своевремено рекол, запишаното останува, а незапишаните зборови одлетуваат. Тоа е така затоа што свеста не ги прифаќа тие идеи, а подсвеста си вели дека не се добри, па продолжува да бара и да предлага нови. Токму поради тоа, не дозволувајте да ви избега ниту една идеја. Човекот е создаден да има апсолутна контрола врз сите информации што ги складира подсвесниот ум. Запомнете дека секој може да го прави ова независно од степенот на неговото образование. Научи да бидеш флексибилен и добро да се прилагодуваш. Проучи ги сите ресурси кои ти се достапни. Не е тема за дискусија колкави познавања имаш. Очигледно е дека ниту еден човек на светот не поседува доволно знаење. Едноставно си должен да знаеш како да го најдеш тоа што ти е потребно. Дафна Краузе. Во некои случаи, на помалку образованиот му е полесно, затоа што кон целта пристапува со верба, додека интелектуалецот располага со поголем фонд на знаење, па поради критичкото размислување може да подзапира кон целта. Оваа техника подразбира развивање на способностите на умот и остварување на замисленото. Ова не се учи на училиште, туку се гради со развојот на личноста и станува дел од неговиот карактер. Постојат многу луѓе на планетава кои несвесно ја примениле оваа техника и направиле чуда, а голем дел од нив не биле образовани. Например, еден од нив бил Форд, кој немал високо образование, но бил експерт во техниката на нанодианетиката.
Кога не би го научиле и не би го примениле овој метод на организирано планирање, ќе останете само на визуелизација, законот за привлечност и благодарноста. Но само со нив формулата речиси никогаш нема да профункционира. Ова е како хемиска реакција на елементи кои еден без друг во никој случај нема да дадат соединение. Во ретки случаи има резултати без да се запишува, но тие луѓе своето планирање го довеле до совршенство, при што секоја случајност е претходно испланирана. За почеток вие само држете се до пишаните правила. Запомнете дека решенијата и причините за сите настани се наоѓаат во подсвеста. Избрзаноста во дефинирањето нема да ве доведе до цел еднаква на таа што сте ја замислиле. Само поради ова потребно е да бидете трпеливи. Некои желби можеби ќе ви се остварат со молцкавична брзина, но не залажувајте се дека се што ќе посакате мора да ви се оствари за неколку дена. Запомнете дека ниту еден брод не испловил од своето пристаниште без да ја знае крајната дестинација. Ветрот не може да им помогне на оние бродови што не го знаат тоа. Ти си капетанот на твојот брод. Твојата подсвест ги чека твоите наредби. Има и правилни мисли и јасни ментални проекции, па подсвеста ќе те одведе до секоја дестинација на светов што ќе ја одредиш само ти и никој друг. Таа ти верува само тебе и чека да ги кажеш твоите тајни копнежи кои што нема да повредат никој на овој свет, а од тебе ќе направат најсреќна личност. Колку побрзо тоа си го докажеш, толку полесно твојот живот ќе заплови во најубавите копнежи што ги чуваш длабоко во твојата душа. Секој оној кој е способен да сублимира повеќе информации, побрзо ќе стигне до целта. Со силно чувство на дисциплина извршете селекција на идеите што ви доаѓаат, за да го дефинирате патот до остварувањето. Самодовербата е ранлива, се додека не стигнат првите резултати, а потоа секојдневно ќе се зголемува. Ова постојано треба да го имате предвид при секоја задача. Обкружете се со луѓе кои имаат исто или слично искуство во работата што сакате да ја остварите. За кратко време ќе дојдете до информации и со помалку изгубена енергија ќе стигнете до потребното знаење од таа област. Помагањето ќе биде заемно затоа што не постои експерт во некоја област кој не си ја извршува работата со љубов. Тие ќе ви помогнат добронамерно затоа што и тие ќе црпат искуство од вас. Вниманието што секогаш го насочуваме кон некаква цел буди несвесно, а понекогаш и свесно, организирано планирање. По првите видливи резултати од планирањето, волјата е се посилна. Доколку го намалиме интензитетот на вниманието, полека ќе се намалува и интересот за постигнување на целта, се до целосното исчезнување на идејата. Искушенијата на привремениот неуспех преку кој што растеме се најчестата причина за губење на сите идеи. Се што може да се замисли, значи постои. Идеите се невидливи, но ако им се даде моќ, тие можат да живеат илјадници години. Решенијата за секоја добра идеја се донесуваат веднаш со верба дека ќе се постигне успех. Но секогаш ставете до знаење дека вие сте творец на вашата идеја и брзо, без одлагање, донесувајте решенија што ќе ја доведат првичната замисла во позитивна завршница. Секогаш кога ќе знаете што сакате во животот, ќе го добиете. Потребно е постојано да се прашувате каква дефинираност на она што го посакувате ќе ве доведе до позитивен исход. Подсвеста ужива во решавање на ваквите прашања и секогаш дава безброј идејни решенија од кои вие треба да ги искористите најдобрите. Мудро искористете ги најдобрите предлози и редете ги како сложувалка која формира слика на сето она што сте го замислиле. Таа слика со секоја нова идеја ќе биде се пооформена и појасна. Упорноста за постигнување успех нека биде на прво место во листата на вашите приоритети, а искушенијата нека бидат нашите најдобри учители. Од нив извлечете ги најдобрите поуки и само така стравот ќе изгуби својата моќ. Стравот од критиката е речиси секогаш посилен од желбата за успех. Не дозволувајте луѓето да ве оддалечат од вашите идеи,
убедувајќи ве да не настојувате да се издигнете во височините затоа што со секоја измината минута стравот ја нагризува идејата. Но никогаш немојте да се потпирате само на идејата и оптимизмот.